Отварам расправа по амандманот. Збор има пратеникот Зоран Илиевски. Благодарам. Заменик министерке, бидејќи јавното предпријатие за државни патишта очигледно не си ја брка како што треба работата. Од тие причини ние бараме од вас во ребалансот да предвидиме пари. И на тој начин ќе ги принудиме да си ја завршат работата. Значи гледаме безброј примери како си ја бркат работата. Пример е патот експресниот градско Прилеп. Пари дури обезбедени од Европска банка, почна да се прави експресниот пат, дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, застана. Зошто? Имало гнезда на ретки птици, па имало археолошко наоѓалиште, претходно грешна траса, веројатно некоја бандера на пато или далновод. Ајшо престана, сега и го прекинавте и тендерот со изведувачот. И што е уште најстрашно, изведувачот јавно кажа дека ќе си бара пенали за раскинување на тендерот. Некои суми ги провеа во јавност околу 100 милиони евра, што се надаваме дека нема да стигне до тоа. Меѓутоа, за жал, тој пат не се гради. И образложението на министерот Сугареси, кој што се уште по-страшно, да кажам, потекнува од Прилеп, е дека не е точно дека се барат пенали, туку ќе одиме на суд, па судот ќе пресуди дали ќе има пенали или ќе нема. Тоа е нормално. Дека ќе се оди на суд, не откри нешто кузнешо. Меѓутоа факт е дека тој пат не се гради. Факт е дека јавното предпријатие за државни патишта не си ја брка својата работа. Тоа го гледаме. Имаше пример со автопато Смоквица Демиркапија, каде што единствено обврскам беше да дислоцира еден мртва струја од еден далновод. Го направи после скоро 2 години и во меѓувреме добро ангажира трубачи и свирачи за забава во тунел. Друг пример ни е автопатот Спрема Штип, Скопје Штип. Таму ми се чини дека една бандера беше на патот, па требаше да се дислоцира. Иначе имаме многу примери каде што ова предпријатие не си ја брка работата, всушност не ова предпријатие. Владата на Социјалдемократскиот сојуз не си ја брка работата. И затоа ние како претеници се трудиме преку амандмани да ве мотивираме или да ве присилиме, како сакате речите, да издвоите средства за одреден проект и врз основа на тоа да сакаме или некиме, тоа сака или неки јавното предпријатие за државни патишта да биде приморано да го реализира проектот. Че се работи за суштинска потреба на граѓаните од не само Пелагонискиот регион, туку и од регионот кој што гравитира. Значи, Ресен, да речам, Кичево, Охрид. Да се направи експресен пат кој што ќе почнува од Прилеп, па преку Битола и ќе завршува на Меджитлија граничниот премин. Знаете дека од другата нов експресен пат, да. Знаете дека од другата страна на границата, на грчка страна, веќе има изградено автопатишта до граничниот премин Меджитлија. И стварно е за жалење, дел од вас сигурно имат патувано, тие што немаат би ви советувал да патувате. Влегувате од едни автопатишта, влегувате од добра патна инфраструктура, влегувате во Македонија, на Меджитлија, како да влегувате во, што знам, некоја земја од, да не се навредат, од африканскиот континент, каде што нема никаква патна инфраструктура. Значи, патот, иако е меѓународен, е во катастрофална ситуација. Прво е срам за државата, а што е срам, оваа влада има изгубено и срам, нема ни срам ни перде за ништо, тек за тоа ќе се секира, штета е за граѓаните. Се ги искршија колите, движењето е забавено, товарниот сообраќај исто така тука оптеретува,
На тој пат се наоѓа индустријската зона Жабени, кој што вработува 6.500 битолчани, работи на 3 смени. Замислете, 3 пати во денот, 3 пати во тие 24 часа, 2.500 битолчани одат на работа преку тој пат. Меѓутоа, пак ќе кажам, за жал, ова влада на Социјалдемократскиот сојуз тоа не може ни да го замисли, бидејќи такво нешто нити направила, нити па сака да направи. Да скратам, со овој амандман барам подршка и од парламентарното мнозинство, се надам дека ќе остат настрана партиските бои. Со овој амандман ќе биде приморано јавното предпријатие за државни патишта да обрни поголемо внимание на оваа патна делница и да почни еден проект кој што ќе донеси бенефит за сите граѓани во тој регион. Благодарам. За реплика Смилевска. Благодарам, подпредседателе. Бидејќи со амандманот барате средства за изградба на